Почитувани представници на медиумите, драги пријатели, почитувани граѓани, денес од овде, од срцето на Полог, го испраќаме најсилниот одговор. Ке повторам, најсилниот одговор на сите скептици и на сите што со години зборуваа, а ништо не направија. Ние не ветуваме празно, ние градиме. Го започнуваме еден од клучните инфраструктурни проекти, изградбата на новиот автопат Тетово-Гостивар, подолжина од 18 километри. И за сите други технички детали, но и финансиски детали, јас нема да зборувам во моето обраќање денеска, бидејќи веќе од претходните говорници беше се кажано. Јас само сакам да споменам три работи кои што мислам дека се важни да се споменат и да се потенцираат. Првата работа е дека како земја која што за жал не излегува на море, секогаш кога разговаравме во рамките на владата, ни беше предизвик да изнајдеме која е нашата стратешка предност во однос на сите земји во регионот, но и не само во регионот, туку и пошироко во Европа. И тогаш многу едноставно дојдовме сите заедно до еден значаен заклучок, а тоа е дека како држава сме можеби единствените кои што имаат потенцијал да бидат дел од три паневропски коридори. Првиот е овој на кој што денеска се обраќаме, а тоа е коридорот 8. Вториот е коридорот 10, коридорот 8 кој што ги поврзува Јонското и Јадранското море со Црното море, коридорот 10 кој што го поврзува во овој дел од Европа, Средоземјието со Централна Европа, но и коридорот 11 кој што поминува во нашето источно соседство. Со една одсечка која што ќе ги поврзува коридорот 10 и коридорот 11, тогаш стануваме земја која што ќе биде директно поврзана со сите пристаништа во овој дел на Европа и ќе биде значајна алка на она за кое што зборуваше и почитуваната амбасадорка на Соединетите Американски држави, госпојата Агелер, а тоа е значајна алка на јужното крило на најголемата алијанса во човештвото, а тоа е НАТО алијансата. И затоа, кога градите патишта, кога градите булевари, кога градите водоводни системи, кога градите канализации, училишта и градинки, вие градите иднина. Ние денеска градиме иднина. Ние не зборуваме за минатото. Ние не сме заробеници на минатото. Ние сакаме денеска да проектираме што ќе биде во 27-та, 28-та, 30-та година. Политичарите кои што имаат визија и кои што гледаат во иднината и градат вакви дела, тоа се политичари кои што ќе бидат запомнети и политичари кои што никогаш нема да излезат од колективната меморија преку своите дела кои што ќе ги остават на граѓаните. Овој пат ќе го возат и ќе го користат и македонци, и албанци, и турци, и срби, и власи, и роми, и бошњаци, и од други националности туристи кои што ќе се упатуваат преку овој пат до нашите планински бисери, до нашите езерски бисери, како што е Охридското езеро. И тоа е иднината на оваа наша заедничка татковина Македонија, која што сите заедно си ја сакаме и почитуваме, но со дела. Само со дела можеме да ја сакаме и можеме да ја почитуваме. Драги пријатели, оваа влада не гради само автопатишта, оваа влада гради и многу локални патишта, многу регионални патишта, магистрални, експресни, училишта, градинки. И дозволете ми денеска, втората моја порака е да се заблагодарам на сите општини, буквално на сите општини, без разлика дали градоначалникот во тие општини е од редовите на владеачките партии или опозицијата или се независни кандидати, кои што се градоначалници, да се заблагодарам за нивната посветеност. И тоа што сите општини, повторувам, се одзваа на вториот повик на Министерството за локална самоуправа и поднесоа проекти во вкупна вредност од речиси 16 милиарди денари со бројка поголема од 900 проекти.
Тоа е многу работа на администрацијата, тоа е многу посветеност од страна на градоначалниците. Ја им честитам и ние како влада ќе продолжиме да ги финансираме овие проекти затоа што денеска, како никогаш порано, државата е едно големо градилиште. Замислете во еден момент на повеќе од 1200 локации ќе се гради. Кажете ми кога во историјата се случувало тоа во оваа наша земјичка татковина? На повеќе од 1200 локации ќе се гради. Ќе ја подсетам дека зимоска, како ниту една земја во регионот, се пуштија 3 големи и конструктивни градежни проекти. Едниот кој што го поврзува истокот со центарот на земјата и е дел од коридорот 8, кој што завршува до градот Крива Паланка. Вториот е кој што го поврзува центарот на земјата, а тоа е експресниот пат кој што ги поврзува Градско со Прилеп. И ќе ја подсетам првата делница од пругата која што треба да ја поврзе Македонија со нашиот источен сосед и која што представува историски стратешки проект, дел од коридорот 8, а кој што е еден од најважните 2 коридори кои што имаат приоритет на НАТО алијансата. И за кој што за време на НАТО самитот минатата година во јули месец во Вашингтон министрите за одбрана на земјите членки кои што се дел од овој регион потпишаа договор дека ќе биде нивен приоритет. И последната моја порака денеска пред да завршам е дека како влада продолжуваме да се фокусираме на додадена вредност на квалитетот на животот на нашите сограѓани. Нема подобар доказ за тоа од ова кое што денеска сите ние го гледаме и ова кое што денеска сите ние го градиме. Благодарност до сите колеги во владата. Благодарност до градоначалниците. Благодарност до пратениците во македонскиот парламент. Благодарност до незината екселенција амбасадорката на Соединетите Американски држави господјата Агилер. Благодарност до директорот на јавното претпријатие за државни патишта. Благодарност до Бехтел Јенка, до секој еден работник кој што оставил дел од својата енергија во секое камче кое што ќе биде вградено на оваа делница. Вие сте најважните. Без вас ништо ова немаше да биде денеска, ниту пак ќе се случеше во иднината. Заедно да ја градиме иднината преку вакви проекти. Нека ни е Ирлија и со среќа и уште многу вакви проекти заеднички да изградиме за доброто на нашите граѓани и Македонија. За Македонија да биде повторно горда и да биде повторно ваша. Ви благодарам.